Република Северна Македонија и Република Косово ќе градат заедничка меѓудржавна програма за млади наменета за ученици, студенти и наставници. Алфа ексклузивно дојде до документот кој напишан на 65 страни, објаснува како младите од двете земји треба да ги зајакнат образовните капацитети. Програмата напишана на албански јазик и со датум дека е изготвена во Скопје во 2019 ја споменува Република Северна Македонија како една од вклучените страни. Секаде во текстот институциите веќе се пишуваат според новото име за кое се испазари македонската влада. Како автор на програмата се потпишува Реджеп Хоти како национален координатор за култура, млади и спорт. Програмата веќе добила зелено светло од косовската влада уште на 3.9.2018. Побаравме став и од Илинденска број 2. Македонската влада го демантира постоењето на ваква образовна програма. Портпарол од Бошњаковски вели дека таков документ не постои, ниту пак било разговарано во Министерството за образование. Алфа побара одговор кој е Реджеп Хоти, кој се потпишува како автор на програмата. Прашавме која е потребата за Македонија и Косово да градат заедничка меѓудржавна програма за млади, но не добивме одговор за ова. Таков меѓународен договор не постои во владата на Република Македонија, ниту пак е разговарано со Министерството за образование. За да постои таков договор треба официјално да биде потпишан од двете страни. А господинот Хоти кој го наведувате како автор на програмата воопшто не е дел од владата, туку е вработен во косовските институции. Терминот Северна Македонија за меѓународна употреба ќе се применува откако Грција ќе испрати известување до НАТО дека го ратификувала договорот. Иако владата негира постоење на ваков проект, документите кои ги поседува Алфа говорат дека всушност меѓудржавната програма за млади е завршната фаза преку која ќе се врши идентификација и филтрирање на најдобрите ученици на државни нивоа. Бошњаковски тврди дека воопшто немало ниту разговарано за ваква програма која за да биде меѓународна требало да биде потпишана во двете држави. Но во текстот стои дека следејќи ги линиите утврдени од политиките на Министерството за образование, наука и технологија, како и оние на Министерството за култура, млади и спорт во Република Косово, како и оние на Министерството за образование и наука во соработка со Министерството за култура во Република Северна Македонија, оваа програма има за цел да придонесе за подобрување на квалитетот во образованието, културата и спортот, фокусирајќи се на главните субјекти од оваа област, учениците и студентите. Дизајнирана е да се реализира во вид на надпревара во знаење. Во програмата детално образложено за секој одделение според годините кои предмети ќе бидат дел од надпреварот, откако ќе бидат подложени на процес на скрининг на државно ниво. Младите од двете држави ќе ги соочат своите вештини, а меѓудржавен надпреварувачки совет кој ќе се состои од највисоки државни представници од владините кабинети ќе го надгледуваат оценувањето, се наведува во текстот на програмата. Ваквиот документ е доказ дека владата веќе почна да го применува новото уставно име во меѓудржавни договори. Иако за меѓународна употреба ќе се применува откако Грција ќе испрати известување до НАТО дека го ратификувала договорот. Во делот за добрите односи со соседите, актуелната власт ја зголеми и соработката со Косово, а во собранискиот пазар за двотретинско мнозинство за менување на македонскиот устав, премиерот Заев се испазари Косово да биде петиот сосед на Република Северна Македонија.